Пограничната струмичка општина Ново село, поради близината на границата со Бугарија, себе си се нарекува порта кон Европа. Но оваа општина е и буквално излез кон Европската Унија со оглед дека последниве години илјадици нејзини граѓани се иселија во западноевропските земји. Овде во избирачкиот список се запишани околу 11.400 гласачи, но според жителите половината не се во селата. За брзината со која што се празна целата во Подгоријата, најдобар пример се училиштата. Ова подрачно училиште во село Мокрино до пред 5 години имало 20 на ученици. Оваа учебна година тука учат само 4 ученици од прво до 5-то одделение. Ги посетивме сите подбеласички населби. Во некој од нив, како Борисово и Старо Конјарево, не наидовме на соговорник. Свештеникот Илија Сумрачки, кој е надлежен за црквите во повеќе тукашни села и секојдневно ги посетува, вели дека рапидно се празнат куќите во Подгоријата. Половини помалку, селото е празно. Се са празни куќи, тренеш од тука до горе стало 2 има. Другите ги нема, и селија се за Италија, Швајцарија, по некој има и Германија. Тука нема. Останаат ја постарите човеци. Кога во Смолетката тука са во две одделенија 14 души 8, а беа 3-4 класа. Сите избегаа, мора да бегат децата, не скриви. Терат си лепчето. Колку куќи има селото вкупно? Има околу 280, може да се сега веќе и 300, ама нема човеци. Празни си сите. Колку? Неки има 100 фамилија, ама и питање дали има. Колку се празни селата, забележуваат и такси превозниците. Според нив жители има само на бројка, но во реалност во подбеласичките села има една шака народ. Има многу запишени, него иселени. Не се моментално тука, тие се на печалба во другите држави и така. Тај што е тука, по негова желба, како сака ќе гласа. Колку куќи има ова село? Јас не сум од тука, јас сум од Габрово. Нашето село Габрово е 90% иселено, а има околу 100 куќи, а тука има преку 200 куќи, ама и тука е многу иселено. На ланските локални избори во оваа општина излегле одва и 50% од гласачите, а локалниот референдум за рудниците пропадна за малку, токму поради недоволната излезеност. Тогаш активистите реагираа дека референдумот е успешен, бидејќи половина од запишаните гласачи се иселени.